Вистина е дека постои земја на земјата каде што нема комарци, и тоа е Исланд. Ова изолирана островска нација, обкружена со океан, природно се заштитува од многу инсекти, вклучувајќи ги и комарците. Океанските води делуваат како бариера што го спречува нивното пристигнување, што не е случај со нејзините соседи како Норвешка, Шкотска или Гренланд, каде што комарци постојат. Вистина е дека и покрај природната заштита, комарци понекогаш пристигнуваат на Исланд, најчесто со авион. Професорката Гисли Мар Гисласон од Универзитетот во Исланд дури потврдила дека фатила комарец кој пристигнал со лет од Гренланд. Но, вистина е дека дури и кога ќе пристигнат, комарците не успеваат да воспостават постојана популација поради суровата и непредвидлива клима на островот. Вистина е дека климатските промени би можеле да ја сменат оваа слика. Потоплата клима веќе овозможува ширење на комарци во нови региони, вклучувајќи и оние кои некогаш биле премногу студени. Биолозите предупредуваат дека дури и тропски видови може да се појават на неочекувани места доколку температурите продолжат да растат. Вистина е дека Исланд не е единствен пример, и Хавај бил без комарци се до 1826 година, кога тие биле донесени со бродови. Од тогаш, тие се прошириле низ островите и денес ги има дури и во шумите на поголеми надморски височини. Иако и Антарктикот нема комарци, вистина е дека тој не се смета како држава, па Исланд останува уникатен пример за земја без овие инсекти, барем засега. Вистина е дека отсуството на комарци на Исланд не значи и отсуство на други инсекти. Земјата има своји видови досадни инсекти, како муви и мали мушички, но ниту еден од нив не е толку досаден и опасен како комарците. Ова е една од причините поради кои туристите често го издвојуваат Исланд како рај без комарци, особено оние кои доаѓаат од тропски и суптропски краеви каде што комарците се секојдневен проблем. Вистина е дека комарците не се само непријатни, тие можат да пренесуваат сериозни болести како денга, зика, маларија и западнонилска треска. Оттаму, постоењето на природна бариера против нив е значајно не само од аспект на удобност, туку и на јавното здравје. Фактот што Исланд е ослободен од овие закани, барем засега, е дополнителна предност за жителите и посетителите. Вистина е дека научниците внимателно го следат секој обид на комарците да се населат на Исланд. Се вршат мониторинзи и анализи за да се предвиди дали и кога би можело да се случи пробив. Со глобалното затоплување и зголемената мобилност на луѓето и стоката, заканата не може целосно да се исклучи. Но за сега, Исланд се уште го држи своето ретко, завидно место на списокот на земји без комарци.